Версус со Горан Лалов. Версус на Канал 8, добро вечер. Вечерашната тема е не политичка. Екологијата не е во фокусот на дневната дебата, иако принципите на европската визија наложуваат таа да биде опфатена во сите области на државата, економијата, енергетиката, земјоделството, транспортот и така натаму. Колку е тоа така во пракса, вечерва со државниот секретар во Министерството за животна средина и просторно планирање, доктор Сонја Лепиткова. Добро вечер, добре дојдовте во емисијата. Добро вечер и на вас и на гледачите на вашата телевизија. Во Кочани пошироко ако се гледа. Еве моje задоволство лично што за прв пат сум ваш гостин и се надевам дека ќе имаме убава емисија. Обострано е задоволството. Да се надобразам на најавата, максимата е размислувај глобално, действувај локално, колку навистина го правиме тоа во Македонија? Па сега, знаете, не можам да го генерализирам одговорот, се зависи од секој поединец. Екологијата е област која што пред се мора да ја чувствува и да ја спроведува поединецот како единка, за да сите глобално и го чувствуваме благодетите или пак глобално ги чувствуваме несаканите последици. Од тие причини во екологијата најдоминантно во континуиран процес е едукацијата и подигнување на јавната свест. На тоа треба да се работи и уште многу треба да се работи за да го подигнеме нашето културно ниво, односно културата на живење, односот кон животната средина, кон сите сегменти, дали се тоа вода, дали се почви, дали е воздух, дали е природа. Значи ние треба да сватиме дека не сме единствени на оваа планета, па и во нашата држава и дека сето тоа е во една взаемна интеракција. Ако ние со нашето делување ги загадуваме водите, треба да бидеме свесни дека тоа ќе ни се рефлектира на нашето здравје посредно преку продуктите кои што ги консумираме, затоа што тие ги наводнуваме со водите. Ако ја загадуваме почвата, тоа исто така растението не може да не екстрахира тоа што е внатре во него и ние буквално посредно се труеме секојдневно, ако во тоа земеме каква е состојбата и со воздухот, така да тука треба да бидеме внимателни сите поединечно за да имаме општо и глобално, а од друга страна да зборуваме дека екологијата секогаш е обременета со ратификации на договори кои што не се само регионални, туку глобални, токму од причини што таа има глобално ниво на действување. Не може несакани последици во Косово ние да не ги чувствуваме. И ден денеска бомбардирањата што беа со осиромашен ураниум со години ќе се чувствуваат не само во таа територија каде што тоа беше извршено, туку и на оние држави кои со ништо не допринесоа до тоа да дојде, меѓу кои е и самата Република Македонија и нашите граѓани. И на некои работи... Прашањето во концептот, но интересно е навистина како ги чувствува Македонија тие последици? Па ги чувствува Македонија последиците, ние тоа секојдневно, например, го гледаме на зголемен број на заболени од малигнитет, го гледаме затоа што и самите почви, ако ги анализираме, ако видиме дека имаме зголемени содржини на одредени елементи, тоа сето сигнализира од каде нешто доаѓа. Македонија, морам да истакнам и владата, на која што голем поборник и лично бев, многу направи овие години да порано ако немавме лаборатории да ги утврдиме фактичките состојби, денеска тоа веќе не е така. Јас морам да истакнам дека сите универзитети се опремија со навистина софистицирана лабораторија, многу се работеше на тоа да бидат едуцирани кадрите и надвор од државата за да можат тие методи и мерење да ги применат кај нас и ние сега веќе сме држава која што е етаблирана дека може се она што ќе се случи како хазард да го дефинира, да го детерминира и да каже од каде доаѓа. Со тоа се направи многу голем исчекор во науката, меѓутоа се појавија и многу прашања пред нас професорите како ќе бидат начините тоа да се решава, затоа што на се можете да ставите граница. Например, на почвата можете да ставите граница, може би бариера некоја и на водата ќе ставите или технологии на прочистување. Меѓутоа воздухот не можеме да го прочистиме, на тоа граница не може да ставиме. Колку е сериозна фактичката состојба? Па таа, како сега да кажам, не е таа толку драстично сериозна да ние се плашиме, меѓутоа дали ќе обстоиме или како тоа ќе се рефлектира на младата популација, меѓутоа секојдневните бројки во континуитет ни кажуваат дека треба да бидеме сега многу повнимателни ако нешто се случило не по наша вина, на кое што ние не можеме да делуваме, што тоа треба да превенираме во одредени други сегменти за да не го мултиплицираме несаканото дејство. И тука мојот апел кон граѓаните да бидат максимално внимателни на она што го имаме како наш ресурс. А тоа се водите, тоа се почвите,
тоа е нашето воопшто живење во државата, тоа е како ќе се однесуваме во фабриките, како се однесуваме со отпадот на кој што мислиме дека сега ќе го изнесам од сопствениот двор, па понатаму јас нема да мислам што ќе се случува. Меѓутоа, природата е еден синџир поврзан меѓу себе и вие верувајте дека тоа потоа одредени животни може да го пренесат на нашите деца. Например, несакани одредени бактерии, бакцили и така натаму, доаѓајќи токму од тоа што ние сме го изнели, мислиме дека тоа сме завршиле. Значи, пред нас престојат огромни предизвици во полето на заштитата на животната средина и ние со тие мора да се справуваме на она што зависи од нас, а исто така да бидеме активни чилители на она што значи глобален процес и тука навистина да помагаме и во регионот и пошироко. Да. Македонија како кандидат за членство во Европската унија има за обврска да го хармонизира законодавството и кои се носеа и закони од областта на заштитата на животната средина. До каде сме? Јас морам тука сега гордо да истакнам дека ние како министерство со сите вработени активно и посветено работевме и сме едни од министерствата кои што 100% го хармонизиравме нашето законодавство. Дури сега и понапред од тоа направивме и законот е веќе поставен на разгледување, закон за заштита на почви, за кој што сметаме дека тука ќе правиме едукација, тој нема да биде на примена од наредната година, значи ќе има одложен процес на примена, оној период што ни треба за да ги едуцираме земјоделците, што тоа значи, какви типови на ѓубрива треба и зошто да ги фрлаат, дали треба да внимаваат каков е составот на нивната почва за да не обременуваат со истите состави кои што веќе ги има, да ги мултиплицираат и тоа негативно да влие, да ги осоленуваат почвите за генерации, да ги направат несоодветни за употреба. Така на тоа активно ќе работиме и тоа е плюс еден закон од она што ни значи обврска. Морам да истакнам дека во Министерството за животна средина работат на вистина едуцирани кадри од сферата на правните науки, техничките науки и кадри кои што беа расадници на некој начин за да се најдат со сите обуки кои што ние ги државме, имавме поддршка и од европските земји, да веќе се најдат и во други институции да помогнат со своето знаење да се реализираат на вистина крупни зафати и проекти во самата држава на многу повисоки суми на средства, односно поголеми проекти како такви. Македонија и Словенија неодамна формираа мешовита група за стопанска соработка. Колку е екологијата е застапена? Па ние со Словенија имаме долги години на соработка и тоа е една пријателска земја која што навистина ве поддржува во сите процеси. Например, со словенците ја донесовме стратегијата со нивна поддршка и помош и експертска и финансиска, стратегијата за управување со отпад, планот за управување со отпад, на основа на што понатаму можеме да ги градиме тие регионални депонии, ако ги немавме сите тие документи, не можевме да мрднеме чекор напред. Исто со словенците ја донесовме стратегијата за води, меѓутоа сега ќе работиме уште на многу други проекти, како 3 теми кои што во таа мешовита група на соработка ги лоциравме, тоа се водите, заштитените подрачја, Натура 2000, како еден предизвик што стои пред нас кога ќе влеземе во процес на преговори и секако просторното планирање и се она што е врзано за просторот, бидејќи тие навистина во тоа предњачат и во европски рамки, така да ние очекуваме во месец април од Министерството за животна средина, како и досега и сега да отидат млади кадри на обука. Таму се работи еден многу специфичен документ, нашите кадри ќе бидат вклучени. Денеска имавме токму разговори за тоа, значи веќе ги договоривме сите детали, а плюс имаме со нив многу проекти во делот на инфраструктурата, пречистителни станици и следуваат проекти за Дојранско езеро, каде што ќе вршиме фиторемедиација на седиментите од Дојранското езеро. И по мене исклучително важно, животно важни проекти за Република Македонија. Зајакната и билатералната соработка со Бугарија во делот на управувањето со води. Да. Таа датира од 2000-та година, како се развива? Па се развива 2008 година, имавме, значи, првата моја посета и лична во Бугарија, на нивното министерство, со повеќе директорати, кај нив така е тоа концепирано. Ги утврдивме темите за соработка, пред месец и пол беше делегација на највисоко ниво од страна на Бугарија, веќе дефиниравме кои ќе бидат темите за една соработка, тоа пред се ќе бидат водите, затоа што имаме еден речен слив кој што не поврзува, тоа е течението на реката Струма,
и веќе на основа на таа една добра билатерална соработка што ја отворивме, значи ги отворивме полињата на соработка и на други области, веќе од швајцарската влада како што добивме за Брегалнички слив, значи веќе добивме дека ќе се работи со нивна поддршка и сливот на реката Струмица. Кога сме кај меѓународната соработка, минатата година бевте во Фиренца, каде на лице место гледавте како од ѓубре се прави струја, од градската депонија се произведува струја, репроматеријали, компост и така натаму. Колку е сето тоа апликативно во Македонија? Како не е апликативно на Дризла, доколку сега отидете, јас, например, можам да ја видам лично разликата, бидејќи кога дојдов за заменик министер, Дризла, тоа беше, мислам, буквално шок за мене кога отидов да ја посетам. Многу се работеше изминатите години, без да биде концесионерот, морам да кажам дека господинот Горан Ангелов многу направи за да Дризла ја доведе во една состојба, за да биде интересна за продажба. Сме во постојана комуникација со концесионерот кој што ја зема Дризла, значи тоа е приватно-јавно партнерство. Сега таму е веќе Дризла е сосема нова депонија, значи со асфалтирани улици, со камиони кои што секојдневно се перат, со направени комори, со геоматеријали, се набавува еден најнов тип на опрема која што треба да се инсталира, два такви типа на опрема ќе се инсталираат, каде што ќе се согорува секаков тип на отпад, дури и уља, отпадни бои, лакови, кои што нели како опасен индустријски отпад се третираат. Ние навистина веќе Дризла може да прерасне како една голема регионална депонија, уредена со сите стандарди. Тоа е добро, затоа што и останатите региони ќе можат на тој позитивен пример да се учат. Денеска производството на електрична енергија преку отпад е сосема нормална работа и јас искрено се надевам кои ќе почнат активностите и да има доволно. Таму е проблем само што треба да обезбедиш доволна количина на отпад. Така да верувам дека тоа ќе го имаме и во Република Македонија како до сега се одвиваат работите. Со Светска банка се потпиша договор вчера, ако тоа го следевте преку парламентот, 35 милиони евра за инфраструктурни проекти. Јас искрено силно се надевам дека можеби половина од тие пари ќе бидат наменети токму за екологија, еве сега да не открива многу пред граѓаните, нека тргнат проектите и тоа потоа ќе може и тоа да го промовираме. Проектот Скопје град на цвеќето експандираше во Македонија град на земја на розите, се извинувам. Тоа е еден навистина позитивен проект. Јас утре со источниот наш плански регион ќе имам средба на состанок со градоначалниците. Се надевам дека ќе биде и министерот за локална самоуправа, каде една од темите ќе биде. Значи одиме со еден нов слоган во владата, благодарение на соработката и како да кажам и на упорноста на да поврзиме животната средина поврзана со здравието, се формираше Комитет за здравје и животна средина која што лично ја води премиерот и ние таму обработуваме многу теми кои што сите се во функција да се направат проекти за подобрување на животот воопшто на граѓаните, преку тоа и на самата здравствена состојба. Лани имавме еден проект пилот во Скопје, кој што се базираше на една студија изработена од нашите професори на Универзитетот Гоце Делчев, од катедрата за геохемија, професорот Боев, јас, моите колеги, уште многу студенти, и таа една студија покажа дека розата како цвеќе абсорбира најмногу тешки метали и дека е подобна да се сади во наши услови. И во Скопје успешно се имплементираше, морам тука да ја пофалам бизнис заедницата. Сите рози кои што за еден ден ги засадивме, а беше вкупната бројка 24.000, беа донирани од бизнис заедницата. И тука се вклучи РЕЦ, невладините организации, ПАКОМАК, училиштата, значи една широко поддржана акција. И таа акција се оцени како многу позитивна, многу корисна и ни оваа година сакаме да ја прошириме на ниво на цела Република Македонија, така да ќе сите градоначалници се информирани. Јас минатата недела имав средба со директорите на планските региони. Акцијата е поддржана од сите градоначалници и ние веруваме дека на 21 март ќе направиме се. Веќе имавме средба и со овие кои што одгледуваат садници за рози. Еве апел до сите наши граѓани на денот на пролета да се купат садници од рози и да бидат на некој начин и тие поддржувачи на оваа убава акција која што не само ќе биде во функција на визуелното, туку и во функција на корисното. Сите да допринесеме, да ги прочистиме нашите почви, воздухот, а од друга страна и државата да имаме еден проект кој што афирмативно ќе го поддржиме и ќе биде убав. Може Македонија да стане извозник на рози?
Па ако работиме постојано и ако не се повлекуваме од проектот, и како може да стане, по нашиот проект англичаните направија полиња на розите во загадени почви од олово и цинк во Замбија, на рудници кои што ги имаат во своите колонии. Јас на име на проектот кој што ние го работевме, на тоа добив и виза да ги посетам тие полиња, и верувајте дека не само што ќе бидат полиња за извлекување на тешките метали, туку ќе бидат и услови за заработка. Секој од тој цвет ќе има простори да се продаде, а од друга страна да го заживееме цвеќарството во земјоделието како една многу убава гранка на која што може да се посветат пред се едуцирани и млади луѓе кои што сакаат да се бават со земјоделие, за кои што државата обезбедува и како високи субвенции. Еве еден апел на нашите млади луѓе тука кои што размислуваат како да се вработат, што ова е еден проект кој што ќе трае со години и навистина треба да го поддржиме. Се повеќе одиме локално, Брегалница ќе се штити со мали и големи инфраструктурни проекти. Управувањето со сливот на Брегалница беше и тема на годинешните форуми во заедницата во општините од регионот. Какви се бенефитите? Бенефитите ќе бидат огромни. Тоа е прв проект на слив. Јас сум особено горда што тоа е нашата Брегалница и што нашите граѓани ќе ги видат први бенефитите. Пред се ќе бидат од делот на земјоделието, на заштита на подземните води. Источна Македонија не е регион богат со води, и затоа ние треба сите води што ги имаме и да ги зафаќаме и да ги чуваме. И токму од тие како една најранлив сегмент ја избравме Брегалница. Лично ги водев преговорите и сум многу горда што завршија така како што завршија со швајцарците, и што тоа не заврши само на овој наш проект, еве продолжува во Преспанско езеро, продолжува во Струмица, се надевам искрено ќе продолжи за Лепенец. Швајцарците нема туку така да отидат. Значи на 15 јануари лично бев информирана од страна на швајцарската амбасада дека проектот за пречистителна во Кочани веќе како таков е одобрен. 20 милиони евра одобри владата на Швајцарија за изградба на оваа голема пречистителна станица која што ќе ги зафаќа водите низводно од Виница, сите околни места. Ќе има поголеми инфраструктурни проекти. Јас сум во постојана комуникација со градоначалниците. Некои од тие проекти можеби и ќе се спојат, 2-3 општини заеднички ќе настапат. Еве вчера пуштивме еден проект за острова за отпад за општина Чешиново како помала општина со словенците. Јас искрено се надевам дека ќе биде како таква одобрена. Ќе имаме проекти за еко училишта, имаме уште многу иновативни проекти. Да бидеме стрпливи, наредниот мандат сите тие ќе бидат имплементирани и во нашиот регион. Исто така ќе има мали инфраструктурни проекти. Навистина сме во постојана комуникација за да можат да се обезбедат дозволите секаде што шкрипи некаде кај градоначалниците да помогнеме. Меѓутоа посебно сум горда кога ќе ми кажат швајцарските експерти дека нашите млади луѓе кои што се ангажирани по проектот и навистина покажуваат изворедно знаење и резултати, од кои некои се и мои студенти, и тоа е една моја лична сатисфакција и гордост. Јас верувам дека знаењето што ќе го стекнат понатаму ќе биде инпут за обука на други луѓе и дека регионалниот аспект на соработка што го остваривме во источниот плански регион ќе биде пример за останатите региони. Тука пофалба и до председателката на источниот плански регион, меѓутоа и до сите градоначалници и на начинот на кој што тие меѓусебно комуницираат, пријателството што го градат, затоа што само тоа е услов и предуслов за една успешна соработка. Тоа донаторите го гледаат и ние на основа на тоа во Пробишти, во Штипос обезбедивме средства донација за филтер станиците за вода и за Пробиштип и за Штип. Се надевам дека тоа ќе биде обезбедено и за Карбинци. Помагаме толку колку што можеме и уште повеќе во иднина мислам дека ќе бидеме на линија. Јас сум со нив навистина голем пријател, нивен поддржувач и секогаш кога можам и каде можам, нашиот исток ќе се залагам да добие што повеќе проекти. Капитален проект што се однесува до Кочани е изградбата на браната Речани на Оризарска река. До каде е реализацијата на проектот? Таа брана ќе почне да се гради. Јас се надевам, тоа го води Министерството за земјоделие, проектот веќе е направен, го следиме. Тука морам да истакнам дека активно е учеството на државниот секретар од Министерството за економија, господинот Анче Трифунов. Секогаш кога ќе дојде тој проект на тема на генерален секретаријат, Анче не може да не се јави да ги објасни сите детали и тоа е нешто што заеднички ние двајцата како луѓе во генералниот секретаријат
лобираме за многу проекти, така и ова е еден од тие проекти и јас верувам исклучително значаен проект, морам да кажам. Проектирањето е завршено, во постојана комуникација бевме и со проектантите и со градежниот факултет и ќе биде средства како такви се обезбедени и во програмата на рурален развој и се надевам дека не само тој проект, туку и проектот за втората фаза на Злетовица преку ЕБРД ќе се обезбеда средства, значи делот од 4500 хектари за наводнување и тоа ќе тргне како проект и тоа ќе значи многу. А друго нешто што е многу важно да се истакне, во рамки на владата се формираше комитет за системите за наводнување. Така да се донесе 10 годишна програма, каде што морам да истакнам, бидејќи ова сепак е и земјоделски региони, на годишно ниво сега нема да не ме држат за збор, меѓутоа зависи нели која година како ќе се градат, можеби некоја година ќе биде 10, некоја 20 милиони во зависност од динамиката, меѓутоа во просек по 18 милиони евра ќе бидат издвоени за санација и доградба и изградба на нови системи за наводнување, бидејќи сметаме дека Македонија, по условите климатски што ги има, заслужува многу поинтензивно земјоделие и многу повеќе продукција на храна. Тоа е нешто што треба да не етаблира, бидејќи храната, земјата која што ќе обезбедува во перспектива, ќе биде многу важен сегмент и ние треба тоа припремени да го дочекаме, така да владата, вие самите можете да видите, ако некој сектор како таков е поддржан, тоа е секторот за земјоделие преку разни програми што ги има. Па јас се надевам дека и ова ќе биде важен дел, посебно за земјоделците во Свети Николскиот крај, бидејќи тие системот Брегалница веќе таму завршува и верувајте дека тие во многу моменти мака мачат со тоа да можат да го доведат производството на културите до крај. И мислам дека тоа се капитални проекти и јас сум голем поддржувач на тоа и на нашето земјоделие и на сите продукти што ги имаме како многу квалитетни и мислам дека тоа треба да биде препознатлив наш дел. Уште еден важен проект е изградбата на мали хидроцентрали на Осоговските планини. Да, веќе неколку се изградени. Во петокот се распиша проект, се направи студија, бидејќи сега концептот за приватно-јавно партнерство и концесии бара да се направи студија што е многу во ред, кој што ќе покаже дали има оправданост на некои локалитети да се гради, да не сега ги дадеме, па понатаму да добиваме разни тужби дека тоа што го очекувале не го добиле. Така да во соработка со сите институции на државата се направи групирање, се виде дека не треба да се објават секоја поединечно, туку концесионерот може да гради од 2, 1, 2, 4. Значи и 4 може да се дадат за да биде економски исплатливо, се зависи нели од моќноста и капацитетот што го има. Тоа е објавено, гледам дека има широк интерес уште на самиот почеток, ќе трае и најверојатно поради тоа што не фати изборна кампања, ќе биде објавено после, мислам ќе бидат изборите направени после изборите. И јас верувам дека обновливите извори на енергија треба да ги поддржуваме, се што може да се фати од водните ресурси, од тоа да се добие електрична енергија, треба да се направи. Колку е реално голем тој потенцијал? Па, реално, значи беше по процена на студија од Светска банка, сега мислам дека Светска банка тоа го правеше, околу 400 хидроцентрали, меѓутоа јас сметам дека и 200 да се направат, ќе биде сосема доволно и реално, можеби не треба да се претерува па сега во огромна бројка, бидејќи сето тоа може да има влијание ако е премногу и негативно, меѓутоа во малите рекички поточиња кои што се такви брзи и ги има во нашиот регион, треба тоа да го искористиме. Ги споменавте обновливите извори на енергија, тие се посебно интересна тема, особено за Кочани кој што располага со геотермален потенцијал. Колку според вас рационално го искористува? Како да кажам, по мене многу малку. Може многу повеќе, иако е град што најмногу од другите го искористува. Меѓутоа не е тоа само и го поседува. Значи Кочани има една од најквалитетните води со највисоки температури, во најголем степен истражени, со најголеми количини. Еден од ретките градови во кои што некои јавни
институции се загреваат со топла вода, меѓутоа треба уште многу оранжерии да никнат, да се искористи, како овие што збориме, например, за цвеќе, виница веќе знам дека има, меѓутоа мислам дека тоа не е сето доволно, мора да се размислува, гледате државите во обкружувањето и пошироко развиваат една култура на живење во спа центри, тоа се современиот тек на живење ќе го бара, луѓето ќе бараат од премногу работа, премногу ангажмани и грижи да имаат и каде да можат да се смират или да се релаксираат. Тоа е еден потик за бизнис заедницата да може да работи на тој проблем. Градоначалникот гледам дека силно се ангажира околу тоа да се изберат простори, да се бара понатаму. Јас и со словенците во денешните разговори тоа го потенцирав. И секаде каде што стигнам праќам податоци за тоа каква е состојбата со геотермите во Македонија. Пред една недела имаше експерти од Америка и од Румунија и на нив беа дадени податоците. И верувам дека на основа на тоа добив еден прашалник со многу прашања кои што треба да ги одговориме, кои нив ги интересираат заради маркетот. Например, не е тоа само, туку има многу прашања кои што ние, например, не сме ги анализирали дека се потребни, меѓутоа луѓето што се бават со таа проблематика точно знаат што да ве прашаат, цел тим работи на одговор на тие прашања и јас искрено се надевам дека ќе успееме да заинтересираме некој инвеститор да отвори еден од тие спа центри, тогаш Македонија ќе стане интересна дестинација, а југоисточниот дел е тој што е богат. Значи, источниот и југоисточниот дел, токму со овие ресурси, како Штип, Свети Струмица, Гевгелија, Кочани, па дури делови од периферијата на Проби, Штип, значи целото Осоговие. И не само тоа, тука има толку капацитети, например, Осоговието, ресурси кои што треба да ги доистражиме, да бидат интерес на концесии и така натаму. Имаме поле за работа, обновливите извори на енергија, па и сончевата енергија се нешто што треба максимално да ги користиме. Значи, со инвеститорите постојано зборуваме и јас би ги охрабрила и оние кои што имат капацитети, а можат да аплицираат во ИПАРТ програмата, значи таа веќе се прошири да можат млекарите, значи, 80-90% од енергијата ја трошат за топла вода, за испирање на цистерни, миење на садови, така натаму. Греота е таа топла вода да се добива со загревање на мазут. Нивните трошкови се драстично поголеми, значи подобро да влезат во една инвестиција која за многу кратко време, од 3 до 4 години, ќе им овозможни понатаму да имаат енергија бесплатна. Треба едукација многу, треба поддршка од медиумите. Еве оваа емисија, можеби некај сите ќе допре кај некои луѓе. Јас ги охрабрувам да се обратат и во Министерството за земјоделие, во програмата за рурален развој, ИПАРТ агенцијата, па ако треба и кај мене како човек што доаѓа од овде, да одржиме неколку средби за сите непознаници, да им одговориме и да ги потикнеме да ги реинвестираат своите средства токму во областа која што ја покриваат. Греота е тие пари, например, ние ако трошиме по 100 милиони евра за земјоделците за субвенции, од ИПАРТ да се враќаат во програмата, да се трошат 5 милиони. Реално е во тоа, ако не повеќе, барем 30% од тие средства да ги реинвестираат повторно во покренување на самото производство и во нови технологии што ќе му возможат и по-продуктивно производство и по-олеснето производство и посовремено на крај крајева. Да. Госпоѓа Лепиткова, јас ви благодарам за гостувањето во Навистина ви благодарам и вам, ми беше навистина задоволство. Помина времето за 1 час и јас се надевам дека ќе имаме уште прилики да бидам ваш гостин и да разговараме на вакви теми од областа на животната средина. Се надевам. Јас благодарам уште еднаш, благодарности за гледачите. Останете со Канал 8. Пријатно. Версус со Горан Лалов.